Договор за работа од 3 дена, нејасни процедури за аплицирање, слаба контрола на терен, нецелосна документација, селективен пристап. Државната ревизија откри низа нерегуларности во работењето на Агенцијата за вработување во 2024 година. Се во ова довело до нерамномерна распределба на 23,4 милиони евра преку активните мерки за вработување. Наместо кај невработените на цела територија на Македонија, мерките, односно паричната помош, во најголем дел отишла кај оние од Скопје, Тетово, Куманово, Струга и Пробиштип. Во овие 5 градови биле поделени 62% од вкупниот буџет за самовработување и над половина од парите за субвенционирање на плати и вработување, како и за раст на правни субјекти. При распределбата на средствата не е обезбеден принципот на рамномерен регионален развој, кај одделни активни мерки, исплатите во Скопскиот и дел од западните плански региони ја надминувале утврдената квота и до 4 пати, додека регионите од централниот и источниот дел од државата добиле помал обем на средства. Ревизијата алармира на опасност од ненаменска поделба на пари, како и неусогласеност со законите. Имало случаи кога работници со само 3 дена работа оделе под биро и барале надомест за невработеност. Ревизијата открила и случаи на договори за вработување на определено време, склучени на само 3 дена, продолжување на договори над законскиот максимум од 5 години, како и повторно вработување кај ист работодавач по користење на правото на паричен надоместок, што упатува на потреба од зајакнување на контролите при остварувањето на ова право. За реализација на предвиденото исплатени биле 23,4 милиони евра во 2024-та, што било зголемување од 16% споредено со 2023-та. Дури 1,4 милиони евра се потрошиле за обуки за IT вештини, меѓутоа проблемот е што 75% од луѓето не го положиле завршниот испит, па мерката се смета за ниско ефикасна. Агенцијата користела адвокатски услуги, но дури 77% отишле на сметката на само еден адвокат. Биле вршења и вештачења без распишан тендер. За исплати од 12.000 евра немало никаква документација. Инаку директори на Агенцијата за вработување во 2024-та беа кадри на ДУИ, пошто кон крајот на годината по промената на власта беше назначен вршител на должност од Вреди.